Битката за последната територија на Исламската држава во Сирија продолжи изминатиот викенд. Се верува дека оваа милитантна група сега била потисната на територија од околу 700 метри. Представници на курдските воени сили, што го предводат нападот, наведуваат дека милитантите би можело да бидат победени во секој момент. Ситуацијата е отежната поради тоа што илјадници цивили кои се заглавени на таа територија се користеле како човечки штитови. Сегашната територија, што е под контрола на Исламската држава, е сенка од она што пред 5 години беше во рацете на милитантите во Сирија и во соседен Ирак, а што го нарекуваа калифат. Но сега се поставува прашањето што ќе треба да се прави откако ќе завршат борбите. Во саботата американскиот председател Доналд Трамп на Твитер напиша дека европските сили треба да преземат стотици заробени милитанти и да ги изведат на суд. Неговата позиција е дека европските сојузници не прават доволно во војната и ако Европа не ги превземе затворениците, Вашингтон ќе биде принуден да ги ослободи, што пак би значило хаос на улиците во Европа. Соединетите држави по оваа битка планираат постепено да се повлечат од Сирија, што пак ги вознемири сојузниците. Самото губење на територијата на Исламската држава не значи дека оваа група е искоренета. Кога ја изгубија нивната територија во Ирак, например, тие уште долго време таму вршаа напади. Обединетите нации проценуваат дека во Сирија и во Ирак би можело се уште да има околу 18.000 припадници на Исламската држава. Големо прашање исто така е што ќе се случува со курдите. Тие беа столбот на напорите на Соединетите држави во Сирија со оглед на американското оружје, советниците и воздушната подршка. Меѓутоа, еден голем играч, Турција, смета дека курдите се терористи. Без Соединетите држави, тие сега се повеќе се вртат кон Русија и сирискиот председател Башар ал-Асад за да им загарантираат заштита.